Секогаш нови идеи, планови и надеж и охрабрување од него, дека секој нов ден, дека и иднината ќе биде подобра, и во моментот кога отворавме нова страница, неочекувано не напушти. Ќе мора да продолжиме со мотив повеќе за нас и вечниот помен за неговите заслуги. Замина во вечноста тивко, без богување, без најава. Времето нема да ја излечи болката, само ќе не научи да живееме со неа. Ни сеќавањата за него како колега, наставник, пријател и директор, и да бидеме благодарни што беше дел од нашите животи. А ние тука, вработените, сме едно големо семејство. Секогаш ќе ни представува чест, задоволство и привилегија што беше дел од нас. Во училиштето работеше 16 години. Започна како наставник по електротехничката струка и се покажа како безпрекорен наставник, секогаш подготвен, крајно посветен на работата. Учениците го сакаа и почитуваа затоа што неуморно се посветуваше во изнаоѓање најразлични иновативни начини да им го пренесе знаењето, да ги мотивира, да ги подготвува за надпревари, каде има многу освоени места и да ги ангажира во многу проекти. Од самиот почеток Неше беше максимално посветен на создавањето, а потоа и на унапредувањето на условите за функционирање на нашата струка во полн капацитет. Секогаш полн со идеи, кои несебично ги споделуваше со активот, со голема амбициозност и упорност настојуваше да ги вгради во развојот не само на нашата струка, туку и на нашиот училишен центар во целина. Со овие зборови колегите го опишаа починатиот директор на регионалниот центар за стручно образование и обука Моша Пијаде Тетово, Небојша Трпковски. Во просториите на училиштето му оддадоа почит и уште еднаш се сетија на големиот број негови проекти и напори за развој и промоција на училиштето. Изгубивме колега, пријател, голем човек, кој секогаш даваше се од себе, велат колегите. Овој субер тука денес покажува само и говори за ликот и делото на нашиот пријател, колега, директор. И кажува каков човек беше и што остави зад нас. Велат, човекот не умира со неговата смрт, ќе живее во нашите мисли, во нашите сеќавања, ќе го продолжиме неговото дело. Себично, ќе го чуваме од заборав. Многу често знаеше да ми каже дека гордо ќе застане позади мене. Го нема, се надевам дека гледа од озгора. Ќе го продолжим неговото дело, ќе чакорим цврсто по патот и по она што не го остави. И нека му е вечна слава, нека почива во мир. Александар Велики во една негова изрека рекол дека важно е за човекот да живее кратко, но исполнато со дело, отколку да живее долг живот, но во темнина и без никакви дела. Исто така друга изрека вели дека важно е животот не да се исполни со денови, туку деновите да се исполнат со живот. Таков беше мојот драг колега и директор Небојша.
со кого соработувавме веќе 3 години, многу повеќе подолг период се знаевме со него. Имавме многу добри поминати моменти заеднички. Имавме ситуации со кои што не можевме да се разбереме, имавме долги дискусии. Многу заеднички работи не поврзуваја, особено нашето потекло, имајќи предвид дека јас сум теаченец и тој беше од теарце. И како карактер бевме многу слични со потенцирано его и амбициозни во нашите животи, кои што многу често доведуваја и до недоразбирање, но крајот на нашите разговори беа, тој ќе ми се обраќаше мене како што вие ќе кажете раководители, а јас нему како што вие мислите директоре. Така да повторно на крај ќе се разберавме. На комеморацијата почит на Трпковски му оддадоа неговите соработници, колеги, пријатели и семејството. Директорот Небојша Трпковски почина на 26 март од компликации од COVID-19 на 41 годишна возраст.